тема која што би требало да ја слушнат сите родители кои што има, да кажеме, деца во тие години кои што имаат на некој начин проблем. Доктор Стефановска, што представува најпрво сколиозата за оние кои што можеби не знаат? Да, сколиозата представува искривување на рбетниот столб кон странично искривување, значи кон лево или кон десно. Кривините може да бидат во вид на буквата С кирилично, значи една голема кривина. Меѓутоа, често пати знаат да бидат и дупли, значи како С латиница. Баш така. Да, баш така. Заради тоа, нормално, рбетот нема симетрично оптоварување во текот на животот, значи заради тоа може да се појават проблеми и во текот на растењето, а и понатаму уште повеќе во подоснежниот период од животот. Вие споменавте дека тоа е една интересна тема, интересна до толку што е многу актуелна. Значи, оно што сакам да кажам, сколиозата е прилично расширена, многу присутна кај децата, односно популацијата која е во раст. За појавата на сколиозата карактеристично е дека таа се јавува во периодот на најинтензивно растење. Значи, децата добиваат на висина, имаат брз раст, по така значителен број на сантиметри годишно. И при тоа, доколку активноста на мускулите кои што се околу рбетот не е доволна, значи ако имате слаби мускули, тоа е причина повеќе да дојде до искривување на рбетот кон едната или кон другата страна. Податок и не знам на што се должи сето тоа, бидејќи не е 50, не е под 50, не е тука се работи за 62%, тоа и не е мал процент. Не е мал, точно, токму така. Значи, пред да зборувам за процентот кој што е вака фрапантен апсолутно, би сакала да кажам нешто како дојдовме до тој процент. Се разбира. Значи, нашето секојдневие, прегледите кои што ги правиме во ортопедските амбуланти, не само во ремедика, туку воопшто во сите ортопедски амбуланти во градот и во државата, покажува висока застапеност на сколиозата. Значи, доаѓаат родители со деца со сколиоза, на рутински преглед ќе го донесат детето и ќе откриете сколиоза, значи имаме. Меѓутоа, од друга страна, немаме некоја акција, нешто што представува, што покажува грижа за борба, испречување и контролирање на сколиозата. Оттаму и тргна оваа идеја да се обидеме да направиме нешто, да покренеме една акција која ќе ги опфати сите структури на општеството, бидејќи во крајна линија сколиозата испеѓа дека е социолошки проблем. Значи имате општество кое што е во транзиција, кај што семејствата се борат за опстанок, за екзистенција, деца кои што се по цел ден во училиште, чија што вон училишна активност многу малку се следи и се контролира и се насочува соодветно. И сето тоа на крај доведува до некакви проблеми со растењето, индиректно се разбирам, и ние тие проблеми ги констатираме. Оттаму ние решивме да направиме прво едно истражување по основните училишта во општина Центар, бидејќи таа популација е најзагрозена во периодот, како што рековме, на интензивно растење. И тоа пред се испративме прашалници до родителите, во кои што тие ги замоливме да одговорат на некои елементарни основни прашања, од типот дали знаете што е сколиоза, дали имате во вашата близина некој што има сколиоза и така натаму, и помеѓу останатото дали ги носите вашите деца на преглед за следење на растот на рбетниот столб. И оттаму е тој процент дека 62% воопшто не ги носат децата. Од тука произлегува дека нашето сомневање дека треба оваа кампања, да речам, да биде на широка основа, значи да зафаќа повеќе структури и сегменти од нашето општество, е апсолутно оправдана. Значи, Ремедика е тука како еден иницијатор кој што ја поттикнува целата таа активност. Ние планираме да имаме едукативни предавања за децата, едукативни предавања за наставниците, бидејќи училиштата се многу значаен фактор пред се заради долгиот престој на децата. Значи, предавања за наставниците од типот дека треба да се внимава на тежината на училишните ранци. Децата ги носат до училиште, од училиште, често пати се тие навистина несразмерно тешки во споредба со нивната телесна тежина, и тоа доведува до попуштање, односно искривување на рбетот, во однос на квалитетот и стандардите на училишните клупи и столчиња. Ако детето минува 8 часа во училиште, не е се едно
на што седи Така. и дали е тоа ергономски коректно или не. Потоа во однос на конципирањето и на часовите по физичко воспитување и нивната застапеност. Значи не е целта на часовите по физичко воспитување да се продуцираат таленти во одредена, нели, и шампиони во одредена активност. Тие треба пред се да ги мотивираат децата да ја засакаат физичката активност, да биде тоа нивна потреба и да го прават што почесто и што поредовно. И да биде насочено, значи часовите да ги активираат тие целни мускули околу рбетниот столб и со тоа да помогнат, нели, да процентот на сколиоза го ставиме под некаква контрола. Понатаму треба да се анимираат исто така и општествените фактори, нели? Застапеноста на часовите по физичко, значи Министерство за образование и нормално, последно го кажувам, меѓутоа во суштина многу важно Министерството за здравство, нели, под чија контрола се сите служби што ги прават систематските прегледи и така натаму. Значи да помогнеме, да се организираме, да се потрудиме сите заедно, апсолутно, да сториме нешто овој проблем да го ставиме така под некоја контрола. Убаво ги објаснивме, нели, овие 62% од каде потекнуваат, не се паднати сигурно од небо, затоа и драго ми лако што поразговаравме за тоа. Оние кои што се млади родители, кои што имаат прво дете и така натаму, кои што се тазе, да кажеме, во оваа задача, да им потенцираме кои се тие ризик години каде што посебно треба да внимаваат на своето дете за да се однесува како што треба и што повеќе да има физичка активност, за да не дојде до појава на сколиоз. Па може да ги споменеме симптоми кои што не Боже или може да ги препознаат родителите. Значи, она што представува, што е влезено некако во шемата на редовни прегледи на нашите деца од раѓањето, благодарение на активностите на ортопедската фела, би рекла, во државата и структурите на здравството, многу години наназад, зборувам за 50 години наназад, тоа се прво редовните ортопедски прегледи на бебињата во текот на првата година и родителите тоа апсолутно многу систематично и педантно го прават. Си ги носат децата доаѓаат до фаза на проодување. Тука веќе, после проодувањето, советите да се дојде по 1 година, по 2 години, некако се подзабораваат. Тој е период на прилично брзо растење, кога пред се ние како ортопеди сакаме да ги следиме елементите на раст на целото тело, меѓу кои што и рбетниот столб. Меѓутоа, во однос на сколиозата, апсолутно се најважни пубертетскиот период и предпубертетскиот период. Значи, тоа е периодот некаде од 8-та до 12-та, 13-та, 14-та година. Значи, во тој период вообичаено е најбрз растот на детето. И тука се случуваат првите проблеми. Она што може да го забележат е една асиметричност во држењето на телото, појава на испакнување на едната страна од градниот кош, значи кога детето ќе се наведне, ќе видите како грбка од едната страна, тоа е веќе до душа и прилично напредна форма. Добро. Потоа повремено се јавуваат и болки. Значи болките во рбетот може да се должат и на сколиоза, иако сме имале во практиката случаи кога луѓето бараат многу сериозни причини од тумори, не знам што е во суштина, самата сколиоза е причина за тие одредени болки. На подгрбавеност, која што исто така се случува, се јавува во склоп на сколиозата. Тоа се елементите кои што може да ги забележат родителите. Меѓутоа, знаете, кога секојдневно сте со вашето дете и го гледате секој ден, може би тешко е да се забележат тие првични и почетни промени. Оттаму, апсолутно би требало во тој период, покрај систематските прегледи што децата ги имаат во училиштата, кои што се редовна појава и кои што, мислам, апсолутно се случуваат систематски, сепак не е лошо родителите во овој период барем еднаш годишно да прават преглед специјално за рбетниот столб на нивните деца кај ортопед, заради тоа што систематските прегледи се реков периодични, не се секоја година. Колегите се преоптоварени, знаете, опфаќате едно училиште со многу деца, колку и да се трудат и да сакаат, некогаш некои работи може да ги испуштиме. Тоа е многу човечки. Фала Богу, да, пред се. Сега, од она што родителите го имаат, нели, како искуство со вас, со докторите, кога доаѓаат да посетуваат, кога треба да одат на лекар, колку од разговорот
почувствувате ли оно што ќе ви го кажат дека се тие свесни колку не знам гледањето телевизор ги споменавме ранците, седењето пред компјутер, пред логото, знаат дека тоа представува закана за здравјето на нивното дете или велат добро сега денес такво е времето, тоа е многу нормално, па претпоставам дека не е до тоа. Често пати не се ни свесни, апсолутно морам да признаам. Меѓутоа, често пати луѓето се свесни, ама не знаат како да си помогнат, на кој начин да го решат проблемот. Значи, долгото работно време ние практично како родители скоро цел ден го минуваме на работно место, што е нормално и разбирливо. Така. Значи, децата се многу често без контрола во попладневните часови, тие се пред телевизија, пред компјутер, пред мобилен телефон и така натаму. Да. Дури и ако се обидат родителите да ги ангажираат децата во некој вид спортска активност, нели, со цел да им помогнат да не се случи ова за кое што денес зборуваме, конечно и тие спортски активности многу пати не се осмислени онака како што треба. Вие ќе го испратите детето еден час, да речеме, на некаква активност, меѓутоа немате увид што се случува таму и колку таа активност е навистина насочена правилно, колку се спроведува така како што треба и слично. И пак ќе се навратам на оваа идеја. Токму затоа целта е, видите, преку ноќ ништо нема да се случи. Добро. Ние мораме да бидеме упорни, мораме да бидеме темелни, да имаме широк пристап и да се трудиме континуирано да работиме во сите сегменти кои што ги вклучуваат децата, па и тие активности спортски, значи да ги вклучиме и колегите односно стручњаците од факултетот за физичка култура и така натаму, значи насочено полека да ги доведеме работите под некоја контрола. Бидејќи навистина мислам дека оваа наша долгогодишна транзиција, во неа практично децата ги испуштивме од контрола. А тоа е страшно. Најстрашно така дело, фала Богу. Дали тоа значи дека тие малку спортуваат, за разлика да кажеме од некогаш, ако може да бидеме видете, порано вие сте помлад, Роберт, јас сум повозрасна од вас. Во мое време имаше воншколски активности кои што беа обврзни, регуларни, систематски и кои што не се плаќаа. Значи, секој можеше да оди да спортува нешто, да игра кошарка, да игра ракомет и така натаму. Сега се работите малку поинаку поставени. Се запишува на фудбал, сакаме? Да, и без ништо. Значи, сега е тоа врзано со ангажман финансиски од страна на родителите и веројатно заради тоа и помалку се применуваат тие активности. Времињата се променија, тоа е во ред и тоа е така и мораме да го прифатиме, меѓутоа можеме да се потрудиме да направиме нешто, барем она што веќе е дел од училиштето, како редовна настава, барем тоа да биде насочено како што треба. Инаку сметам дека сепак недоволно се децата физички ангажирани, многу седентарен живот имаат, многу седат, многу се неактивни, заради тоа се и прилично голем број на деца со зголемена телесна тежина и се што понатаму носи таа тежина. Колку појавата на сколиоза кај децата може да предизвика, да испровоцира некои болести кои што се слични, ама кои што ги носи возрастниот човек понатаму во животот? Секој човек во секојдневен муабет со своите пријатели, колеги на работа и така натаму, верувам дека е свесен колку често луѓето се жалат на болки во рбетот. Дали е тоа вратот, дали е половината, тоа е широко распространето. Меѓу сите нас. Апсолутно. Сега сколиозата е апсолутно еден фактор кој што придонесува за многу порана појава на тие проблеми. Значи, во голема мерка сколиозата е причина за рана појава на тие така наречени дегенеративни промени, односно промени кои што ги носи старењето на рбетниот столб, што значи болки во вратот, во горните екстремитети, болки во половината, болки кои што се шират кон нозете и сериозни проблеми. Сериозни проблеми, да. Кога ќе го лоцираме проблемот со сколиоза кај децата? Како се решава понатаму? Што се прави? Што треба да прават? Значи, лекувањето е комплексно, зависи од степенот на искривување на рбетниот столб. Она на кое што се става најголем акцент, тоа се вежбите. Значи, вежбите кои што имаат за цел активно да ја зајакнат мускулатурата околу рбетниот столб, која што во суштина треба да биде подпирач на рбетот, да му даде поддршка на рбетот, силната мускулатура. Така?
Доколку искривувањето поголемо, се применува кон употреба на одредени ортопедски помагала, тоа се корсети кои што децата ги носат, за да спречиме на тамошно влошување на состојбата и да направиме корекција на состојбата која што сме констатирале. Во крајна инстанца, доколку имаме многу големо искривување на рбетниот столб, апсолутно доаѓаат во обзир и оперативни зафати. И сега, тука би сакала веднаш да кажам дека ние кампањата ја насочуваме кон сколиозата која што е развојна, која што се јавува во тек на растењето и не е причината од некои други заболувања кои што сами по себе даваат искривување и кои што се апсолутно друг тип и друга категорија на сколиози. Тоа е нешто што е посебно. Меѓутоа, она што е најчесто, така наречената идиопатска сколиоза, нели, која што се јавува кај децата во растењето, се третира на тој начин. Значи, најпрвин со физикална терапија, активност, вежбање, корсет и ако нема друго чари, ако мора, евентуално и оперативен зафат. Како родителите да реагираат на сето тоа кога многу драматично во себе на некој начин, се покајуваат, ја да кажам, ако може. Знаете како, сигурно. Никој не сака за своето дете ништо лошо. Ништо лошо, да. Да, меѓутоа, за жал, кога тоа ќе го констатираме, веќе не можеме да го коригираме тоа што било до тогаш. Фала Богу. Затоа е превенцијата многу важна. Од таму треба да се работи, значи, од најраните возрастни групи, децата да бидат соодветно ангажирани, да им се всади една потреба за редовна физичка активност, една потреба за спортување, за вежбање и на тој начин можеме барем да го намалиме бројот. Ние повторно ќе имаме апсолутно деца со сколиоза, тука не можеме 100% да го... Нити нема, нити да. Така. Меѓутоа, барем да им овозможиме услови за што подобар и поправилен развиток на рбетниот столб, за да понатаму можат што поуспешно и што побезболно да го минат животот, барем што се однесува до рбетниот столб. Да, а бидејќи е битен така да ќе мора да обрне внимание. Значи, кажавте кампања, нешто што го најавти на последниот прес на воопштина центар, како што имам тука запишано, за едукација и зголемување на свеста кај родителите за причините, начините и симптомите на сколиозата, значи многу посериозно од она како така, значи, буквално ќе биде таа кампања, ќе се потрудиме да ги анимираме сите засегнати структури, сите структури кои што можат да помогнат, кои што можат да се вклучат. Веќе споменав, од училиштата, родителите, колегите и така натаму, значи да покренеме една акција и да се потрудиме малку да ја мрднеме работата од мртва точка, што би се рекло. Што ќе ги посоветуваме за родителите? Како да влијат на своите деца, како да им кажат дека треба малку повеќе да бидат физички активни, отколку да седат и да ги прават оние работи кои што доведуваат до сколиоза? Знаете како е најбрзо и најлесно? Со личен пример. Значи, со собствен пример. Значи, да излезете, да прошетате со вашите деца, да повежбате, да поиграте одбојка, нешто, да се активираат и родителите, и децата, и на тој начин најдобро ќе им помогнеме и на родителите, и на децата. Значи, да го искористиме слободно време. Така, собствениот пример е апсолутно најдобриот начин да се допре до популацијата која што расте. Да се покаже дека и тоа е интересно меѓу другото, да. Така е.